Оваа агресија врз Украина е предупредување за сите нас дека мирот, независноста и слободата не треба никој од нас да ги земе здраво за готово. И токму затоа изминатите 2 години демократскиот свет се обедини и силно застана зад Украина и украинскиот народ во одбрана на нивниот територијален суверенитет и интегритет. Страдањата на Украина ја обедини Европа, го обедини светот, кој на Украина и даде безрезервна поддршка од секаков аспект, воена, логистичка, морална. Европската Унија, Соединетите Американски држави и другите демократски земји во светот многу брзо разбраа дека токму во Украина се брани мировниот европски поредок и дека доколку руската агресија во Украина успее, тогаш и други земји ќе бидат цел на империјалните амбиции на Москва. И да ги поздравам вашите напори како пратеници на Врховната Рада, кои во овие тешки времиња останувате на браникот на одбраната на демократијата и продолжувате да ги застапувате интересите на вашите граѓани. Украина, во мене лично, има искрен и докажан долгогодишен пријател и поддржувач. И во иднина може да сметате на мојата поддршка. Македонското собрание и Врховната Рада има долгогодишна и плодна соработка. А јас како претседател на претеничката група за соработка со Врховната Рада сум особено горд што таа соработка се интензивираше во последните 2 мандати кога ја водев групата за соработка.